Драги наши пријатели, сакам сите вас топло да ве поздравам. Ние сме дел од серијалот Личност за сите времиња. Во претходното предавање или презентација имавме прилика да ја проучиме Исусовата биографија однапред предскажана преку извештаите од Стариот Завет. Денешната презентација оди еден чекор понатаму, сега се фокусираме на извештаите од Новиот Завет. Ке го видиме Христовиот живот од почетокот до крајот на земјата преку слики. Ке одиме на најзначајните географски локалитети, каде што се случиле тие настани. И ке имаме прилика и од географска страна, и од библиска и теолошка страна да добиеме одговор, проучувајќи Христовата биографија за тоа колку биле важни тие настани во Христовиот живот. На самиот почеток да кажам дека во овој правец ќе се служиме со книгата Личност за сите времиња, каде што ги имаме запишано во облик на книга овие предавања, и тука низ слайдовите ќе добиваме одговор за најзначајните локации од Христовиот живот. Значи, како што кажавме, насловот на ова предавање или презентација гласи Христовиот живот низ слики и зборови. Првиот локалитет или првата слика што сакам тука да ја презентирам од ова предавање е поврзано со градот каде што Исус се родил. А тоа е градот Витлеем, местото на Христовото раѓање. При секоја слика која ќе презентираме, ние ќе дадеме еден краток географски опис на секое тоа место, зошто е тоа место е важно можда во Стариот Завет, но највеќе зошто е важен во Христовиот живот. Витлеем, градот Витлеем, кој што имав прилика да го посетам и него и останатите места, вели е град кој што се наоѓа некаде на 60 на километри југоисточно од главниот град Тел Авив и на 10 километри јужно од Ерусалим со некаде околу 30.000 жители. Во Библијата прв па се споменува на почетокот во првата книга, во Библијата Битие, 35 глава. Во Витлеем роден е Давид, најголемиот еврејски цар. А според пророштвото од Давидовата лоза, таму треба да се роди и долго очекуваниот Месија. Така кажува пророштвото во Михеј 5 глава, 2 стих. Новиот Завет на своите почетни страни не информира дека Исус бил роден во Витлеем. Но исто така во тоа место беше посетен и од страна на мудреците од Исток, кои што во таа пригода дошле да му се поклонат, а воедно да го даруваат со злато, темјан и смирна. Ете, тоа се неколку интересни и важни работи што ги спомнавме за градот Витлеем, местото на Христовото раѓање. Следниот град важен од Христовата биографија во Новиот Завет секако е градот Назарет, местото на Исусовото детство и неговата младост. Еве неколку податоци и за Назарет. Назарет е град кој што се наоѓа на северниот дел на Израел, на некаде на 350 километри надморска височина. Оддалечен е 25 километри од Галилејското езеро и околу 9 километри западно од една позната планина, планината Тавор, за која што подоцна ќе кажеме нешто. Назарет е главен сообраќаен пат помеѓу Египет и внатрешноста на Азија, значи тој пат помино низ Назарет и оди северно спрема Дамаск. Се претпоставува дека во Назарет живеат некаде околу 70.000 жители. Зошто е тој важен? Значи се споменува како место каде што Исус го поминувал своето детство пред да почне со својата јавна служба. Исус живеел 33,5 години. Првите 30 години Исус ги поминал тука, во Назарет, а потоа кога почнал со својата јавна служба, патувал на разни места, разни територии, разни села и градови. Денеска градот Назарет важи за еден од главните христијански свети места. Понатаму,
Трето важно географско место, познато во христијанскиот свет, а тоа е реката Јордан. Местото на Исусовото крштевање. Дозволите ми неколку географски податоци да кажам за реката Јордан, а потоа и колку е важна таа во Христовиот живот. Јордан е река во Западна Азија, која тече низ целата света земја, поминувајќи низ Израел, Палестина и Јордан. Долга е 252 километри. Извира на северниот дел на Израел, близу планината Хермон. Од една страна се влева во Галилејското езеро, а од друга страна излегува од него и продолжува да се влее во Мртвото море. Во Стариот Завет реката Јордан се споменува 175 пати, а во Новиот 15 пати. Во Стариот Завет имаме малку информации за ова река, но се споменува како река што Јаков ја поминал за да стигне во Харан и како граница што ја дели две племиња во Стариот Завет. Во библиската историја реката Јордан се споменува како место на неколку чуда. Пророкот Елисеј направил две чуда, а првото, а исто така и чудо е направено кога беше ицелен и од лепра еден човек. Во Новиот Завет ова река е позната како место каде што Јован Крстител ги крштевал луѓето. И сам Исус дошол тука во реката Јордан и тука тој самиот беше крстен како возрастна личност, влегле заедно во реката Јордан заедно со Јован Крстител и тој го крштевал. И од тој момент почнала Христовата јавна месијанска служба. Четвртиот локалитет е пустињата или местото на Исусовите искушенија. После реката Јордан, од кога Исус се крштевал, според библискиот извештај во Матеј и Лука 4 глава, Исус следните 40 дена ги поминува на ова место, во пустињата. И тука, на крајот на тие 40 дена, што Исус ги поменува во пост и молитва, тој води голема борба со ѓаволот. Новиот Завет ни информира за 3 вида или врсти искушенија што му ги сервирал ѓаволот со цел да го наведе во грев. Меѓутоа, во сите тие 3 ситуации Исус излегол победник, а тајната неговата победа беше молитвата и заедницата со Бог Отецот. Така да, ова место е символ на победа. Символ каде што Исус победил таму каде што нашите прародители, да кажеме, паднале. Следниот географски објект, важен во Христовата биографија, е местото Кана Галилејска. Зошто е важна Кана Галилејска за Исусовиот живот? Тоа е местото, драги мои пријатели, каде што Исус го прави првото свое чудо. Еве само неколку информации. Библиската Кана Галилејска се наоѓа денеска во градот Кафир Кана, која што се претпоставува дека брои некаде околу 20.000 жители. Таа се наоѓа некаде 7 до 8 километри источно од Назарет. И како што рековме, Исус го прави своето прво чудо кога водата ја претвара во вино. Извештај за ова го наоѓаме во Евангелието според Јован, 2 глава од 1 до 11 текст. Заедно со својата мајка Марија и со своите ученици, Исус бил повикан на таа свадбена свеченост. И во еден момент домаќинот се наоѓа во една непријатност затоа што нема веќе тоа благо вино да ги гости своите гости. И Марија бара од Исуса да го прави тоа чудо, што Исус тоа го прави на тој начин што им заповеда на слугите да ги наполнат тие празни садови, кои што еден сад се претпоставува дека собирал некаде околу 6-7 литри вода, и 6 такви сада биле, кои што биле наполнити со вода, а потоа на чуден начин таа вода постанала сладко вино или гроздов сок. И тоа е првото чудо што Исус го направил во текот на својата јавна служба. Следниот географски локалитет е многу важен. Станува збор за гората на благословите. Тоа е местото на Исусовата најпозната беседа. Ова гора, драги мои пријатели, се наоѓа некаде на 4 километри од местото Табге, каде што Исус ги умножил рибите и лебовите.
и 12 километри северно од Тиверијада. Тука на ова место Исус ја кажал својата најпозната беседа, проповед на гората на благословите, за кој што многу христијани ја сметат како коментар на 10 Божи заповеди. И со право се смета ова проповед е централното учење на христијанската наука, затоа што тука се опишани оние најважни работи што еден христијанин треба да ги покаже во својот живот. Интегрално ова негова проповед ја наоѓаме запишано во Евангелието според Матеј, 5-та, 6-та и 7-та глава. Денеска, на местото на ова гора изграден е молитвен дом, и тоа со 8-аголна купола. Зошто? За да не асоцира на 8-те блаженства содржани на почетокот на ова беседа, што ја сочинуваат срцевината или сршта на Христовото учење. Да, одиме понатаму. Следен локалитет, еден многу важно место е секако Галилејското езеро, кој што во Светото писмо е познато уште и како Генисарецко езеро или Тиверијадско езеро. Галилејското езеро, драги мои пријатели, или море, како што е наречено, е најголемо сладководно езеро на територијата на Израел. Го добил името според покрајината каде што се наоѓал Галилеја. А Генисарецко езеро е неговото старо име според градот што постоел покрај него. Тиверијадско се викал во првиот век според градот Тиверијада. Денешното негово службено име е Кинерет. Ова езеро е долго 21 км, широко 13 км, со површина од 166 км квадратни. Длабоко е 48 квадрати и се наоѓа на 212 метри под нивото на морето. Езерото лежи на древниот римски пат Вија Марис, кој што го поврзува Египет со северните римски провинции. Зашто ова езеро е познато во Евангелијата, во Христовиот живот? Во Евангелијата ова езеро е познато и важно затоа што Исус одел по него. Јас имал прилика да се возам по чамец по ова езеро, кога отидовме од другата страна, каде што ни беше прикажан еден чамец кој што се смета дека потекнува од првиот век. И тука Исус кога одел по това езеро, сакал да го научи својот ученик апостол Петар на една многу важна лекција, да неговиот поглед секош биде усмерен према него, да верува во него и да се држи за него. И не само тоа, тука на ова место Исус ќе нахранил луѓето. И тука Исус во близината на ова езеро ја одржал својата најпозната беседа, како што рековме, запишана во Матеј од 5 до 7 глава. Одиме понатаму. Доаѓаме до еден многу важен град, а тоа е градот Капернаум или Кефарнахум, место каде што Исус направил највеќе чуда. Ако сакате да извоите некој град каде што Исус направил највеќе чуда, тоа е градот Капернаум. Еве неколку информации за овој град. Капернаум бил римско воено утврдување и се наоѓал на северозападната страна на Галилејското езеро. Тој бил центар на римската власт во Галатија. Во денешно време постојат остатоци од синагогата, еве како што стои на самата слика, што ја откопале археолозите и при откупување наишле на остатоци од некогашниот град кој што тука постоел. Во Новиот Завет, интересно да споменеме дека Капернаум е родното место на апостолите Петар, Андреја, Јован и Јаков. Во Евангелијата е наречен Исусов град, затоа што навистина поминал голем дел од својата служба, големи чуда направил, многу проповеди проповедал, многу луѓе ицелил, а од друга страна многу малку луѓе го отвориле своето срце за Исуса. Видите, може Господ све да направи од своја страна, да покаже колку не сака и колку мисли на нас, но последниот одговор треба ние да го дадеме. Каков одговор ние ќе дадеме на таа љубов што Бог ја покажува за нас во нашите животи? Следно многу важно место. Еден од најстарите градови кои што постојат покрај стариот Дамаск е градот Ерихон, новозаветниот Ерихон, место каде што Исус служел и делувал.
како што кажав, тој е еден од најстарите градови во светот. Се наоѓа на независната палестинска територија на западната страна од реката Јордан, 15 километри северозападно од Мртвото море. Надморската висина на градот Ерихон е 258 метри и се смета за најнизок град во светот. Прв пат во Стариот Завет Ерихон се споменува кога евреите го превземат од хананците за време на освојувањето на Палестина. Во Библијата овој град е наречен градот на палмите. За време на Христовата служба Исус тука доста работел и действувал и во Ерихон. Се споменува во Марко 10 глава, кога го исцелува слепиот Вартимеј, и во Лука 19 глава, каде што ни е запишан Исусовата средба со царјаникот Захеј, кој што се обраќа и го предава својот живот на Исуса Христа. Кога бевме во Ерихон, ни беше покажан и дрвото за кој што смета дека на тоа дрво се качил Захеј, кој што Исус му кажал да слезе брзо и каде што сака да биде во неговиот дом. Таа вечер Исус бил во неговиот дом, кој што Захеј направил на голема свеченост за него, за неговите вечера, за неговите ученици, а Исус го пропел евангелието и многумина луѓе слушале за тие зборови кои што живот значат. Еве го тоа место што го најавивме пред малку, а тоа е гората Тавор. Местото на Христовото преобразување. Многу важно место. Дозволете неколку географски податоци да кажам за ова гора. Поминував низ ова гора, кога ги посетивме овие значајни места од Христовиот живот. Значи, Тавор е планина која што се наоѓа на источниот дел од Израелската долина во Галилеја. Висока е 588 метри и се наоѓа на 9 километри југоисточно од Назарет. За прв пат се споменува во Стариот Завет во книгата на Исус Навин, 19 глава. Во Новиот Завет е важна ова гора затоа што Исус тука се преобразил пред своите три ученика, Петар, Јован и Јаков, а заедно со него биле и Мојсеј и Илија. И тоа е гората на преобразување. Местото каде што Исус им се открил на своите ученици онака да видат неговата природа. Затоа е познато тоа место, местото на Христовото преобразување. Одиме уште неколку само локалитети да споменеме, секако не можеме да го прескокнеме најпознатиот град, а тоа е градот Ерусалим. Место каде што Исус действувал, учел, бил осуден и мачен. Неколку важни работи да кажеме, имаме многу што да кажеме за Ерусалим. Разни репортажи се направени за Ерусалим, разни други извештаи можеме да најдете за Ерусалим. Навистина, Ерусалим е место каде што е посетувано од многу туристи и каде што многу значајни настани се случиле во минатото и во Стариот Завет и во Новиот Завет. Денеска тој главен град на Израел и древен град на Блискиот Исток се наоѓа меѓу ридовите на Јудеја на надморска висина од 770 метри помеѓу Средоземното и Мртвото море. Тој е еден од најстарите градови во светот со мощна, богата секако историја. За христијаните Ерусалим е свет град затоа што на тоа место Исус ја извршувал својата служба. Тука поучувал, тука лекувал, тука проповедал, но и град каде што бил осуден, мачен, распнат, но и воскресна. Во Новиот Завет Ерусалим се споменува повеќе од стотина пати. Следно едно важно место, следен важен локалитет, омилено Христово место на престојување е Маслинската гора. Планина источно од Ерусалим со врв висок 830 метри, долг некаде околу километар и 600 метри. Се наоѓа на 1 километар источно од Ерусалим. Од тоа место можете да го гледате целокупниот Ерусалим. На подножето на ридот е Гециманија, овоштарник со маслинови дрвја. Името Гециманија во превод значи преса за масло. Исусовата последна борба на патот кон Голгота започнува во Гециманија. Да, драги мои пријатели, Голгота е важно место каде што Исус го дава својот живот. Меѓутоа, најважната борба Исус
je izdvojilo za tebi i za mene во местото Гециманија. Затоа ни информира Матеј 26 глава, Марко 14 и Лука 22 глава. И таа борба и победа во себе носи голема символика. Првите луѓе, Адам и Ева, сгрешиле во Едемската градина, а Исус делото на спасение го започнал во Гециманската градина. Следно место, хронолошки, ако можеме така да одиме, пред да дојдеме до Голгота, што ќе биде следниот наш слайд, е ова улица која што изворно се вика Вија Долороса, или улицата на болката. Тоа е Христовиот пат до Голгота. Тоа е улицата која што се наоѓа во внатрешноста на стариот дел на Ерусалим. Тоа е всушност на патот по кој што Исус последен пат поминал и каде што отишол до Голгота да биде распнат. Мноштво луѓе излезли на тоа место да го видат. Да го видат оној кој што дошол да умре за сите нас. Да, патот на Голгота, на болката, улицата Вија Долороса. Одиме кон самиот крај. Ја споменуваме следното значајно место, уште 3 места. Едно тие последни 3 места е Голгота, местото на Христовото распнување. Денеска во близина на тоа место, подоле, се наоѓа и автобуската станица. Да, тоа е Голгота е брдо, кој што се наоѓа надвор од Ерусалим, каде според библискиот извештај беше распнат нашиот Спасител Исус Христос. Матеј 27 глава кажува, 31 стих, го однесува да се распне. 33 стих вика, и го доведува на местото Голгота. Тогаш ова место се наоѓал надвор од ерусалимските редишта, но како што градот се шири, денеска ова место се наоѓа во внатрешноста на градот. На ова место се вршело погубувањето на злосторниците. Денеска на ова место исто така е издигнат храм, наречен Христово, значи распнување. Да, Голгота е важна затоа што тука Исус и кажал оние зборови кои што се животно важни за тебе и за мене. Исус тука извојал победа завршна и тука е осигурано нашето спасение. Предпоследното место, предпоследниот локалитет, тоа место е Христовиот гроб. Местото на Христовиот погреб. Јован во 19 глава 41 стих ги запиша следниве зборови. На местото каде што беше распнат Исус беше градина, а во градината нов гроб, во кој се уште никој не беше погребан. Да, градината во тоа време беше место каде што се одгледувал зеленчук и овошје. Оваа место се наоѓа надвор од градските зидишта и познато е како градинарски гроб. Иако не може со сигурност да се каже дека токму тоа е вистинскиот гроб на Исуса, она што го прави толку интересен е тоа што гробот се наоѓа среде самата градина. И илјадници луѓе секој ден доаѓаат од разни места од светот да го посетат ова значајно место. Имавме прилика да бидеме ние на тоа место. А веднаш до тоа место има различни училници. И се сеќавам, баш бевме тука во саботниот ден, многу важен, затоа што Исус во саботниот ден се нашол во тој гроб, таму внатре. А во таа училница близу тука имавме и богослужение, а го имавме и обредот Вечера Господова, каде што зедовме учество од тие два символа. Гроздовиот сок, символот на Христовата крв што беше пролиена за нас, и парче леп, бесквасен символ на Христовото тело што беше прободено за нас. И последниот локалитет, и последната слика од оваа презентација не запознава со горната соба. Соба во која што најнапред учениците биле затворени. И тука биле и чекали, не знаеле што ќе се случува после Христовата смрт и после Христовото воскресение. Да кажам неколку збора за неја, колку е важна, и да го заокружам ова предавање и презентација. Во горната соба Исус во четврток вечер пред распнувањето ја имал тајната вечера. Да, драги мои пријатели, тука Исус на ова место ја имал тајната вечера заедно со своите ученици. Тука го воспоставил обредот, света вечера,
или причест, или Господова вечера, кој што беше заменен на празникот Пасха од Стариот Завет. И тука воспоставил уште еден обред, а тоа е обредот миење на нози, што се очекува од христијаните според Јован 13 глава да се практикува, тоа е обред на понизност. И тука Исус едноставно во ова место во просторијата прв пат им се открил на апостолите после своето воскресение. Да, кога тие се сомневале, кога тие не знаеле, кога жените отишле во гробот и видо дека тој не е таму и се чудиле што ќе се случи понатаму, биле затворени во таа горна соба и Исус им се појавил тука во горната соба. И во оваа просторија се собрале апостолите и после Христовото вознесение и тука во оваа просторија Светиот Дух се спуштил врз апостолите на денот Педесетница и се смета дека во христијанството не постои позначајна просторија од ова просторија, горната соба, символот од каде што почнало да се шири Евангелието. Видете, драги мои пријатели, на крајот, ние преку овие презентации го шириме Евангелието. Ние се надоврзуваме на оваа горна соба, од каде што бил излиен Светиот Дух. И сите апостоли отишле да го проповедат. И ние денеска, по таа трага на апостолите, го шириме Евангелието. Ја шириме таа радосна вест, дека има некој што не сака, некој што го дал својот живот за нас и некој што умрел за тебе и за мене, некој што мисли за тебе и за мене. Тој наскоро и ќе дојде на овој свет. Сите оние што ќе го отвара своето срце за него и што ќе го прифата за свој личен спасител, откупител, ќе се најдат на страната на спасените. Господ дека ни помогне да се најдеме на таа страна. Ве повикувам да ги следиме и останатите предавања од овој серијал Личност на сите времења и да имаме отворено срце и отворен дух да слушаме што Господ и нам денеска ни кажува. Ви благодарам.